Почитувани, предвидени избори треба и мора да има. Колку побрзо, толку подобро и за граѓаните и за државата. Само тоа е спасот за оваа неспособна, расипничка и корумпирана власт. 3 години поред Македонија ги трпи последиците од најнеспособната влада од осамостувањето. Оваа власт за 7 месеци реализираше едва 24,5% од годишното планирани капитални инвестиции во Република Македонија. Во време кога реализираниот дефицит и социјални трансфери се над 50%. Тоа е показател дека државата е ставена на апарати за дишење. Не се гради ништо, не се прави ништо. Неработата се гледа и во бројките и официјалните статистички податоци кои ги објавува ДЗС. Имено, во јуни месец 2019 година имаме за 1,5% помалку издадени одобренија за градење, отколку во јуни месец 2018 година. А вредноста на објектите за кои што се издадени овие одобренија за градење е за 23% помала, отколку за истиот тој месец во 2018 година. Резултатите се поразителни ако го погледнеме и бројот на работници во индустријата, каде во месец јули оваа година во однос на јули лани имаме пад за 2,5%. Кога во една држава градежништвото, индустријата тонат, тогаш пропаѓа се. Почитувани, државата буквално стагнира. Показател за тоа е сумата на странски директни инвестиции во вториот квартал во 2019 година, која изнесува очајни 7,6 милиони евра. Во исто време, во Србија имаме 1,7 милиарда евра инвестиции. Во Словенија 561 милион евра. Во Хрватска 273 милиони евра. Во Бугарија 286 милиони евра. Доколку ова го сведеме по глава на жито, доаѓаме до катастрофални бројки. Особено кога ќе компарираме со нашите соседи. Имено, инвестициите во соседна Србија по жител изнесуваат околу 543 евра. Понатаму 280 евра во Словенија, во соседна Бугарија нешто повеќе од 40 евра, а во Македонија изнесуваат 24 евра по глава на жито. Лошата состојба се гледа и во слабата наплата на даноците. Власта која предвидуваше дека ќе има зголемување на наплатата на даноци за 9,02%, собра 8,57% помалку даноци од она што сами го планира. Односно од планираните 51,1 милиарда денари за периодот јануари-јули, власта собрала 46,7 милиарди денари. Ово кажува дека и стопанството тоне. И тоа во континуитет. Ова се само дел од податоците кои укажуваат на самата неработа и неспособноста на СДСМ. Македонија не може да напредува со оваа власт. Затоа се потребни предвремени парламентарни избори час поскоро. Благодарам на вниманието и доколку имате прашања, повелете. Да, повелете. Каде сте со тоа, бидејќи преговорите се во моментот започнени, имате ли некој алтернативен план? Ние сме сериозна партија, не сме како Заев постојано да и владата на Заев да кажуваме алтернативи или некои своји патчиња како да стигнат до неправдата, односно да се заштитат самите себе си. Ние бараме принципи да има во овие преговори, во она што ќе се донесе како нов закон. Јас можам да кажам дека работните групи постојано се гледаат и уште се гледаат, иако процедурите поминуваат веќе во собрание. Има доста амандмани кои се тамо доставени, кои треба сите да се разгледуваат, и ако сакаме да имаме добар закон, и ако сакаме да работиме за реформи во Република Македонија, не ни требаат хибридни закони. Според мене, ова е моје лично мислење, јас морам да кажам дека нас не требаат силни институции. Ние законите треба да ги носиме како да ги напредиме институциите, а не да гледаме како да направиме политички некои задни намери, како што го прави тоа СДСМ, кои ни кажуваат дека ако не поминува на овој или на оној начин, они имале план Б. Значи, веднаш може да видиме дека они имаат своја интегра тука. Затоа уште еднаш ги охрабрувам сите чинители во политиката, сите политички партии да работиме на подобри демократски закони, на европски принципи, на европски вредности, а не како што го гледаме ова специјални јавни обвинители да се гонат за рекет. А не да гледаме тимовите на тие специјални јавни обвинители дека се замешани во една од најголемите афери во Република Македонија. Нас ни требаат солидни институции, нас ни треба владење на правдата и правдата на вистина да биде за секој еден, оној да биде значајна за секој еден што ќе ја погреши. Мора правда да има, мора, и затоа бараме да има не само добри преговори, туку да има европски вредности и тоа што ќе го договориме во законите, утре да се почитува, а да не биде само да се донесе закон, зутре повторно да имаме прогон врз опозицијата, повторно да се имаат свое обвинителство СДСМ, каде што ќе може да прават
да прават нови притвори, да осумничуваат луѓе и нови истраги само за ВМРО ДПМН, гледаме и цела јавност гледа дека најголемиот скандал во Република Македонија тоа е рекет како поминува. Но да ставиме времето да покаже што ќе се случува на наредниот период, доколку си има чиста мисла и стварно сите сакаат да има подобар закон, односно да имаме стварно добри закони, тогаш навистина треба да ги прифатат забелешките на ВМРО ДПМН.